Драго ми е, господин Велков, дека исто размислуваме и дека сме на иста линија. Одамна ја говорам јас оваа тема. И јас можам да додадам нешто само од аспект на ова што го кажувате. Болоња мораше да се воведе заради предпристапни преговори Европска унија. Тоа беше причината. Не го направивме тоа. Затоа што нашите студенти, моите студенти, кои што овој семестар слушаат кај мене, а следниот семестар сакат да одат во Загреб, се враќаат децата разочарани, бидејќи не се истите програми, истите материјали и така натака, и тоа прави сериозен проблем. И постојано правиме некои нови слаломи кои што се вештини на преживување, не се систем и начин на функционирање. Мислам дека ако земеме да направиме еден регистар од почетокот од 90-тите години до денеска, неколку десетина луѓе ќе се појават постојано во секоја власт, во секоја структура, и универзитетска и секако. И ќе видите кој потпишува акредитации, голем е срамот и голема е трагедијата на 20 и кусур правни факултети во Република во Македонија. Сето тоа зборува за еден друг момент. Зборува дека некој премногу голема сила си зел и дека сите ние или од почит, или од непријатно, или поради други аспекти, не сме му кажале дека одамна му поминало времето. Па пак го викаме тука на експертски мислења, па пак му се поклонуваме и така натаму. И тоа е проблемот. И еден од тие е, знаете за кого говорам, да не одиме пошироко. Да. Еден од тие, реков. Она што е клучно и што сакам да сите да го разберат. Овие амандмани ги поднесувам со цел на сите да им се овозможи повеќе, да можат да си дозволат да аплицираат, да се охрабрат да работат проекти, истражувања и така натаму. Не се работи, овие средства кои што вака се проектирани во буџетот, не можат никому да му завршат работа, освен на 5-6 души кои што запоседнале, повторно ќе кажам, од сенка и ќе ги исцицаат. А знаете кој им ги пишува проектите? Асистенти или демонстратори кои што ги малтретираат и кои што немаат ништо од тоа. Тоа е вистината. Јас бев 5,5 години демонстратор. 5,5 години од животот ми го уништија, фрлен во ветар. Потоа бев уште 4,5 години, скоро 5 години на договор на дело. Значи, колку години од мојот стаж се отидени, колку години... И тоа е тоа. Ама да не ги повторуваме тие работи, туку да ги поправаме. Тоа затоа и го кажувам. Така, ви благодарам.